Јас сум превозбудена за следното интервју затоа што со мене овде имам девојче кое што скоро и никаде не дава интервјуа, но еве некако ја убедивме и прифати пред објективот на Бекстејдж да се појави. Јас ке кажам Теона Сима, девојчето кое што по природа е многу срамежливо, но нејзиниот талент е огромен и нејзините видеа стана вирални и доби огромен број на следбеници и веќе нема кој не знае за тебе. Затоа ми е чест и задоволство што денес ке те угостиме во Бекстејдж. Како се чувствуваш? Прво ти благодарам многу за прекрасните зборови и така малку чудно се чувствувам бидејќи како што кажа не давам интервјуа обично. Заради тоа што не знам, некако сакав да си останам скриена после целиот тој хаос што се случи со виралноста на социјалните мрежи. Поради тоа што јас инаку не го посакував тој успех, воопшто не беше намерно да кажам креирањето на профилот и на видеата со мисла леле да бидам гледана или да привлечам внимание. Всушност токму спротивното беше случајот. И да, затоа сум добричка, еве, ти си ми позитивна, така што се чувствувам супер. Good morning! Kalimera, Olivera, Kalimera! Merhaba Jess, good morning, Suprabhat, dobro utro, bom dia, dobro iranok, guten morgen, buongiorno, şekerim, günaydın, buenos dias, tios и tias. Добро утро, скъпи приятели, добро утро. Bonjour, добро jutro. Малку да им доближам на гледачите на Бекстејдж која е всушност Теона Сима. При крај си со студиите по новинарство и психологија, но студираш во Софија во Бугарија. Докаде си со факултетот, што се случува таму и зашто одбра да студираш надвор од Македонија? Докаде сум со факултетот, моментално сум 4-та година на студиите по новинарство и психологија. Тоа се двојни студии на Американскиот универзитет, заради тоа што нивниот систем овозможува таков избор, или double majors, да се студираат две работи истовремено и ќе дипломирам за буквално помалку од 1 месец. И одбрав да студирам во Бугарија заради тоа што сосем случајно видов повик за целосна стипендија за студенти тоест за средношколци со одличен успех во средното училиште и јас сум завршила со сите петки во Орце Николов и си викам ајде ќе пробам. И ја добив целосната стипендија. Факултетот е одличен, навистина, значи се наоѓа во Благоевград во Бугарија, што е на само 3 часа оддалечено од Скопје, а добиваш американска и европска диплома, што беше навистина одлична прилика за мене. И ете, отидов и така се здобив со и американско и европско образование. Прекрасен живот, кампусот е прекрасен, така што навистина многу. Овие 4 години ми беа најубавите во животот. Драго ми е што е тоа така. Нашата редакција има информација дека кога го започна твоето образование, од прво одделение директно те пратија во второ. Зошто, што беше причината? Гледаш како знаеме? Да, многу ме изненади што тоа го знаеш. А инаку да кажам, рипнав едно одделение уште кога бев мала, заради тоа што мојата сестра, имам постара сестра, 6 години постара од мене, ме научи да читам и да пишувам уште на 5-6 годишна возраст. Така што кога бев во прво одделение ми беше досадно заради тоа што учевме по една буква секој ден, а јас веќе знаев да читам и да пишувам, така што ете моите одлучија и наставничките во прво одделение да ме префрлат во второ. Да. Почнува приказната со видеата на Инстаграм и на ТикТок, зборувајќи различни јазици, со што ја освои публиката буквално. Ти благодарам. Многу ми е мило што тоа се случи, како што кажав, се случи сосем случајно. А инаку започна приказната со моето запознавање со една турчинка што се вика Синем. Јас работев на едно кошаркарско првенство пред некои 2 години и требаше секојдневно да комуницирам со судиите на тоа првенство. Имаше судии од од многу различни држави, значи Франција, Грција, Турција, од секаде навистина. И јас едноставно со нив си зборував на нивните јазици. Тоа е тоа и со Синем, таа беше една од турските судики. Се запознавме, се зближивме и ми вика, добро, ти дали стварно и со другиве судии збориш, зашто најверојатно ме збореле дека со сите нив зборам на различни јазици, дознала. И вика, дали стварно ти толку многу јазици збориш исто вака како што го збориш турскиов? И ја викам, па да, зашто не сакам многу да го промовирам тој факт, некако не сакам да звучи како да се фалам. И кажав да, и ми вика, значи беше некаков чудо невидена, ми вика, дали си свесна колку е тоа посебно? Дали си свесна колку е тоа ретко, колку е уникатно, ти како ја користиш ова вештина, овој талент? Ја викам како, што знам, зборам со судии на различни јазици, како поинаку. И ми вика, најсериозна сум, ти мора некако да го искористиш ова.
И ете, некако ми влезе бубачката во глава, некако почнам да размислам дека можеби навистина е нешто посебно и дека треба некако да го искористам талентот. А инаку многу сакам да креирам видеа, уште во средно школа сите проекти ги правев со видеа наместо PowerPoint презентации и си викам ајде ќе ја спојам мојата љубов за правење видеа и еве вештинава за јазиците и ќе си направам профилче на Инстаграм. Си викам кој ќе гледа на Инстаграм? Ја инаку не поминував многу време на социјалните мрежи. И си викам ајде ова како close friends story ќе го третирам. Happy birthday! Честит рожден ден. Аиду Мавалиден Саиден. Джанам дин ке шукам нај. Joyeux anniversaire. Bon anniversaire. Среќан ти роđен дан, sunce moje drago. Srećan rođen dan. Cumpleaños, feliz cumpleaños. Днем рождения, днем рождения. Tanti auguri a te. Buon compleanno. Χρόνια πολλά, χρόνια πολλά. Doğum kutlu olsun canım. Canım, iyi ki doğdun. Nekoj od nas već ima, rođendan si ima. Nekomu je naleto i denese nas ima. Srećan rođendan mama. Кажавме што студираш, проговоривме и за твојата љубов кон јазиците. Влюбеничка си исто така и во спортот. Што конкретно сакаш да спортуваш? Инаку мене прва љубов ми се спортовите, можеби дури повеќе го сакам спортот отколку јазиците. Многу сакам да спортувам. Еве најновата љубов ми е трчањето. Истрчав полумаратон минатата година и сега обожавам да трчам. Исто така играм тенис, најмногу време сум посветила на играњето, на спортувањето тенис, сум тренирала можеби 8-9 години. Исто така играм и кошарка, многу ја сакам кошарката, се надпреварував во средно школа, играв за мојот тим во средно, играм и фудбал, не знам, жонглирам. Ти си девојче за се или мома за се како што вело? Да, нешто така. И да, исто и пливам, скијам. Се што се спортува, го спортувам. Кажи ми, што те прави среќна приватно? Она што можеби не можеме да го видиме постирано јавно на социјалните мрежи. Дефинитивно ме прави среќна времето поминато со моето семејство. Господ ми дарил едно прекрасно семејство, прекрасни родители и навистина тоа ме прави среќна, времето со семејството и со пријателите. И еве да го поврзам со мојот профил, многу почна да ме прави среќна. Почна да ме прават среќна тие интеракции што ги имам со луѓето во живот, заради тоа што нели почнуваат да ме препознаваат на улица и тие пораки што ги добивам навистина ме прават побогат човек и посреќен човек, сите тие прекрасни зборови, тие прекрасни жени и луѓе, мажи, сите што ги имам запознаено, што ми имаат кажано браво девојче, секоја чест и што ми имаат ми го имаат направено не денот, животот со нивната позитивна енергија и со нивните прекрасни зборови, така што тоа ме прави среќна. Ние како екипа на Бекстејдж ти посакуваме многу среќа. Понатаму и еве го скршивме мразот, ајде да кажам, и ќе се дружиме сега секое следно понатаму. Фала ви многу на поканата.